Всички знаете дека вчера бевте очајни. Очајни бевте. Како енергија, како тим, како колективна енергија. Се извинувам, бевте многу несигурни. Веќе, извини? Кој? Марио. Ајде, злато седи. Значи, како една колективна работа, како тука што ја произведуваме, се почувствува моето отсуство. И затоа што јас сум мајка и да, ми беше мене криво, но морав да постапам така, просто од педагошки аспект, знаеш, да видиме до кај сме, што сме, на крајот од денот и колку тоа ви е важно да го реализирате себе си како артисти, да се произнесете, да видиме колку можете сами тоа да го изнесете на сцена. И се повеќе и повеќе ќе има работи од типот ти си најдобар, ти можеш подобар, ти не си добар. Значи, тие констатации, знаеш, се универзални затоа што е факт на сцена кога ќе излезеш ти си сам и ти навистина или тие 3 минути ќе ги искористиш како што треба, или ќе ги нагазиш и ќе ги изгризеш, ќе нагризаш или ќе се посрамотиш. Имавте некоја... Досадни бевте. Многу бевте досадни. Сериозно. Кога излезе Зои, викам, фала Богу, нешто малце да се мрднеме. Артистите пред Зои навистина, знаеш, просто не ми беше јасно толку млади луѓе, а толку без живот и без никаква животна енергија. Тоа не смеете да си го дозволите, затоа што имате мал број години како бројка и вие сте паметни деца, вие не сте деца кои што не знаете што да правите и не сте глупи, далеко од тоа, но мислам дека станува дека сте многу мрзливи. Ако Алмир може да пее преку цел ден, тогаш и вие можете тоа да го правите. Ако има еден подобар од вас, вие мора да се надпреварувате со тој. Затоа што сценската уметност подразбира да се надпреварувате. Оти ова ниту е хуманитарна организација, ниту е Црвен крст. Мора да има најдобри и најдобри. Вие треба толку многу да гризете во однос на вашата амбиција, што да, вие бидете другари меѓу себе и потикнувајте се и работете, но како да исплива целата ваша несигурност на сцена. Оти знаете како? Јас сум ја гледала и Мадона на концерти, сум гледала многу артисти на концерти, Пинк и Сантана. Во мојот живот сум одгледала 100 артисти светски. И што можам да забележам? Дека Мадона врска нема од пење. Значи, фалшира, болат уши која ја слушаш. Ама бре, шоумен, знаеш, она па нешто друго прави. Она прави нешто друго. Работи многу, вредна е и гризе. Масава ќе изгризе, ама ќе направи албум, ќе направи шоу, ќе направи концерт и нов албум. Сега последнава година викаат сите досадна баба, ама па се труди, уште у трикоа, иде, бам, не се откажува. Тоа нешто што не се откажува, значи не постои старосна граница во нашиот бизнис. Исто за музичари важи, исто и за глумци. Не постои. Работиш додека не умреш. А вие веќе сте умрени. Кај вас, и сега не знам, Иле Преска ми кажа, ја неа мотивација. Сега не може ние ти викнеме на тебе, некој те бутне. Ти сам мораш да се бутнеш. Сам мораш да си откриеш мотивација зошто тоа го правиш. Тоа е постојана борба, секојдневна борба е тоа. Шо мислиш, ти другиве деца тука не го немаат истиот проблем, го имаат.